Здраво на сите, добре дојдовте во новиот подкаст на Младинското радио. Денес, на наша огромна чест и задоволство, разговараме со една наша исклучителна балерина, кореограф, балет мајстор и истовремено декан на Филмската академија во Штип, професор доктор Рисима Рисимкин. Добре дојдовте и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро ве најдов, со големо задоволство сум тука. Па најпрво како сте, како си поминувате во Битола? Во Битола секогаш исклучително, си го сакам овој град, со години сум работела тука од многу одавна веќе, така да навистина имавме едно прекрасно повторно уживање и искуство со Шекспир фестивалот, тука кој што е во тек. Сега би сакал да ве прашам за почетоците на вашата професија на танцот, од каде таа љубов кон танцот и кога едноставно знаевте дека ќе ви биде една професија? Па, од како знам за себе, некако сум поврзана со таа идеја дека, нели, мала кога бев дека ќе бидам балерина и едноставно никогаш не станувал збор дали тоа ќе се оствари или не, просто беше неминовно да се оствари. Така да од најмали нозе сум определена, оде во нижо балетско училиште, прво во музичко една година, па балетското нижо, па средно, потоа специализација во Киев во тоа време, во Советскиот сојуз. Се запосли во балетот и така. Тргна се. Сте патувале насекаде низ светот, сте правеле разни представи, кореографии, сте предавале на многу факултети. Да. Кој град ви оставил најголем впечаток и каде луѓето се најталентирани за танц? Па јас мислам дека сите се талентирани апсолутно за танц, дека од мали нозе тоа нели се искажува љубовта кон танцот, потоа понатаму се станува упределба и професија. Од местата каде што сум била, јас секогаш викам, има повеќе градови, не можам да ги одвојам. Сигурно еден од нив е Њу Йорк, Амстердам и Пекинг ми се така милени места каде што навистина сум уживала кога сум работела и кога сум престојувала. Сте креирале стотици представи, кореографии, танци. Која за вас е најомилена, но и најзахтевна за да се изведи? Па на некој начин сите мои представи се захтевни, секогаш ми е, предпоставам, најомилена таа е последната сега во моментов, Леди Макбет. Со секој свое дело сум некако поврзана посебно во моментот кога се создава, а потоа секоја представа треба да си има свој живот, така да се оддалечувам од едната и одам кон другата. Веќе ја спомнавте Леди Макбет, синоќа ни приредивте еден танцов спектакл. Зошто баш Леди Макбет? Па, искрено, многу ми е интересен тој лик, бидејќи пред себе дека е жена, се разбира. И следното е, мислам, прашањето за освојување на моќта во која што таа повторно прави една голема жртва за мажот да стане крал, не таа. И ме интересираше таа психолошка подложка низина, тука истражував зошто тоа некој би го направил, би се откажал од потомство, да нема деца, само за да биде мажот крал. Доброто е Шекспир, мислам, во тоа време сигурно било незамисливо или поинаку да се размислува. Меѓутоа, ова е всушност втор пат што се навраќам на темата на Леди Макбет. 2001 правев исто представа, тогаш со Националниот балет, сосема поинаква верзија од ова сега што го работев со Скопје танцовиот театар, и за мене Леди Макбет е секогаш инспирација. Колкав предизвик беше да обработите на ваква тема на Шекспир и да ги натерате танчерите да се внесат во, да кажеме, неговите безвременски ликови? Да, добро, не ги терам, да речеме, туку повеќе се работи за соработка и градење на едно дело, нели? Во Скопје танцовиот театар има веќе искусни танчари, меѓутоа тука се и студентите од катедрата за современ танц на Универзитетот Гоце Делчев, со кои што работиме секоја година и со години, по 3 години тие кај нас стануваат професионални танчари и го разбираат процесот на создавање на професионално дело. Всушност тоа е една и од целта да имаат пракса со нас, за да можеме да ги подготвиме за идните предизвици, да знаат што значи
продукција и присуство во професионална продукција. Начинот на кој што се гради представата секогаш зависи од танчирите и кореографот, од нивната взаемна, како да кажам, мотивација, конекција, желби и искуство. Не може во уметноста ништо да се креира со сила. Се мора да е на некој начин или креативноста да биде пред се изразена и тогаш мислам се создава едно компактно дело кое што допира до публиката и ги искажува мислите кои што сакаме нели да ги изразиме на сцената. Спомнавте и танцовиот театар Скопје, чиј основоположник сте токму вие, па и катедрата за современ танц при Филмската академија во Штип. Колку беше тешко, ете така да речам, токму кај нас во Македонија, да направите еден таков исчекор во уметноста, бидејќи знаеме дека кај нас уметноста се уште не е на тоа ниво како во светот. Дали се стремите и да го постигнете тоа ниво? Како одеше цел тој пат? Пред се, мислам, ова што го работам јас е мој животен предизвик. Значи, тоа е нешто што само по себе се подразбира и колку и да е тешко, никогаш не станува збор за тоа дека ќе прекине нештото или ќе се откажам и не знам. Во моментот пред 30 на години кога почнав да работам со современ танц, кај нас не беше познат современиот танц. Сега мислам дека е веќе поинаку. Така да не сум размислувала, мислам, мојата визија било да се создаде тоа што е создадено сега, така на некој начин си ги ја остварив таа визија и преку фестивалот, и преку Скопје танцовиот театар, посебно преку создавање на академијата, бидејќи сметам дека образованието е многу важно и посебно што ние имаме партнери од Европа, од Холандија, со кои што е создаден тој програм и нашите студенти тука навистина имаат една ексклузивност, можат да учат европски програми. Ние, мислам, сме можеби една од ретките уметнички академии во Македонија, каде што доаѓаат странски студенти. Ние имаме сега студенти од Грција, Италија, Германија, Хрватска и така натаму. Значи, тоа е еден Полска, тоа е еден голем исчекор да во Македонија се публикуваат млади уметници кои што сакаат тука да студираат. Мислам дека на некој начин тоа што е создадено, тоест резултатите, сепак го надминуваат проблемот на тешкотија со кој што сум се соочувала при работата, а во однос на уметноста сметам дека во секој општество, не е тоа само кај нас, тие се општества со повисоки стандарди во целост, меѓутоа сепак уметноста секаде се бори за опстанок, посебно во моментот сега кога имаме толкав наплив на дигитализација, на интернет, на достапност на различни како да кажам системи, структури, програми кои што не соодветствуваат можеби баш со вредностите кои што ние сакаме да ги сочуваме и затоа сметам дека уметниците секогаш и постојано се на испит да се изборат за себе си. Тоа е од памтивек така. Спомнавте странците кои сакаат да студираат тука. Дали можеби после студиите сакаат да останат токму во Македонија и тука да градат една уметност? Па еве сега токму што имаме еден таков случај, имаме една студентка од Германија која што е тука, Стефани Шаршмит, веќе 3 години. Завршува сега кај нас на академијата и таа баш пред некој ден разговараше со мене и ми кажа дека сака да остане кај нас. И ние малку се шегуваме, меѓу нас викаме овие наши сите отидоа со Германија, има еден голем наплив дека голем број на различни професии луѓе одат во Германија, еве таа сака да остане тука бидејќи се наоѓа себе си, затоа што Скопје танцовиот театар навистина нуди една голема програма и патување по светот и мислам таа беше со нас во Париз на сцената наша, што претпоставувам дека е многу тешко од Германија да стигнеш таму, сигурно е потешко и од Македонија, меѓутоа ете ние стигнавме. Сега би ве прашал како ги ускладувате работните обврски и приватниот живот и колку време си давате на самата себе? Па не знам, ја не го делам тоа, немам приватен живот на тој начин, мојата работа е постојано присутна. Значи, она што вика 24/7 нели работиш, меѓутоа на некој начин вистина кај нас, посебно и со фестивалот, например,
нон-стоп има работа, има различни ситуации што морат да се решаваат и не станува збор за некој момент дека после 4 часот јас сум приватна личност и не работам. И така да немам тука стриктно определено што е приватно, што е професионално, меѓутоа тие се некако сами по себе испреплетени нешта со кои што јас секојдневно живеам и моето семејство, но сепак сигурно дека знам да си определам одреден момент за да можам да се опуштам, да поминам со пријателите и со семејството. Па кога работите со љубов Да. и работата си ја носите и дома, Носам затоа што некогаш проблемите мора да се решаваат и од тек на ден и во тек на ноќ и така натаму. позната сте како жена со посебен стил. Кое е парче облека би го издвоиле како ваше најомилено? Кое најчесто го носите? Во принцип црно носам. Мислам може да се види и денеска. Не знам, имам актуелни сезонски парчиња што ги носам, немам нешто посебно. Не сум поврзана со нешто посебно, туку едноставно се она што мене ми се допаѓа и мислам дека добро ми стои. Јас сум приврзаник на тоа дека не треба слепо да се прати модата, туку секоја жена треба да се оформи, или маж, се разбира, секоја личност пред се, да се оформи собствен стил, доколку сака, се разбира, и да се облекува според тоа што добро ти стои, нели секоја зависи возраста, носи нешто свое и така натаму. Уште би ве прашал дали ке младите гледате интерес за танц, бидејќи го спомнавте ова модерно општество, дигитализацијата, младите се повеќе навлезени, да речам, во тие бранши. Да. Дали се уште има интерес за танцот и за... Да, јас среќна што година имаме многу поголем интерес од претходните години, посебно за нашите програми и за танцот. Мислам дека со короната стана една, како да кажам, еден простор се отвори во кој што и младите не знаеа што да прават со себе, бидејќи изгубија фактички на некој начин 2 години од физичка присутност. Секогаш постои интерес за танц. Секогаш, мислам, луѓето просто сакаат да танцуваат. Се разбира, тоа е многу специфична професија за да се определиш, неизвестна во однос на како понатаму ќе живееш екзистенционално и така натаму. Меѓутоа, танцот е нешто што е искус, кое што секој од нас го носи, а ова што е уметничкиот танц е една повисока форма на, како да кажам, преточување на таа креативност и енергија, која што ти дава огромна слобода и мислам за тоа луѓето и сакаат танцување. Како за крај, дали повторно да ве очекуваме во Битола со некој нов ваков спектакл? Секогаш сум задоволство, доаѓам, имате прекрасна публика, многу сум задоволна од, мислам, целата организација и на фестивалот и на причекот. Повторно ќе нагласам дека со години сум соработувала со Битолски театар и секогаш стварно со задоволство доаѓам, а мислам дека и сите танчери, овие младите вчера кои прв пат дојдоа во Битола, навистина беа одушевени на некој начин и од публиката, од приемот и така да имавме една многу убава компактна вечер и јас се надевам дека ќе се повтори. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам, Ми беше чест да разговарам со еден професионалец како вас и се надевам дека повторно ќе се видиме. Благодарам и мене ми е секогаш задоволство да разговарам со млади, интелигентни луѓе и оние што имаат визија што сакаат да работат понатаму. Благодарим. А вие не заборавајте да не следите на социјалните мрежи, до тогаш се гледаме. Чао, чао.